Здраво сите! Во последната сесија истражувавме како вештачката интелигенција ја трансформира механиката на маркетингот преку влижањето, од автоматизација на откривањето до откривање на измами и предвидување на перформансите на кампанџата. Денес преминуваме од способност кон стратегија. Нашиот фокус сега се префрла на начинот на избор на влижател. Како да изберете вистински глас за вашиот бренд во пејзаж исполнет со милиони такви? За тоа што еве е централниот проблем. Видливоста не е еднаква со вредноста. Милион следачи значи малку ако ангажманот е празен, ако публиката не е соодветна, или ако тоналитетот на инфлуенсерот е во спротивност со вашите бренд вредности. Ова е место каде вештачката интелигенција станува повеќе од алатка, станува вашиот компас. Част 1. Алгоритми за усогласување со вештачка интелигенција од кратко до најдобро решение. Да започнеме со еквивалентот на вештачката интелигенција за спарување. Алгоритамот за совпаѓање меѓу инфлуенсерите и брендови. Еве како работи. Започнувате со внесување на 3 работи во платформа за вештачка интелигенција како Aspir EQ, Tracker или Creator EQ. Вашата идентичност и вредности на брендот. Втората, демографијата и психографијата на вашата целна публика. Трета, целта на вашата кампанџа, дали е за свест, продажба, преземанџа на апликации или нешто друго. Она што го добивате назад не е само список на иминџа на инфлуенсери. Добивате рангирана кратка листа, често оценета со тоа што се нарекува фит-сцоре. Овој резултат ги зема предвид. Дајте поклопување на публиката со вашата целна група. Тон и естетска усогласеност. Истиражна изведба во слични кампанџи, а сет за содржина и фреквенција. Да го направиме ова конкретно. Дове, например, соработуваше со инфлуенсери идентификувани не само по бројот на следбеници, туку и по позитивниот став околу сликата за телото. Анализата на ставовите со вештачка интелигенција прегледуваше историја на описите, хаштагови и коментари за да најде креатори кои искрено ја представуваат пораката на Дов за љубов кон себе и инклузивност. Тоа не е нешто што ќе го најдете со пребарување по хаштаг. Тоа е алгоритамска емпатижа и тоа е мокшно. Дел 2. Следење на перформансот во реално време. Зошто времето е се? Сега да кажеме дека ја лансиравте вашата кампанџа. Избрале сте 5 инфлуенсери, ја распределивте буџетот, сте во живо. Но еве проблемот со традиционниот маркетинг со влижателите, често не знаете што работи додека кампанџата не заврши. Ај го поправува тоа. Алатки како Creator IQ и Influencity следат скокови во ангажманот, стапките на гледанџе приказни и ставовите на следбениците во реално време. Ако обџава на еден инфлуенсер ненадежно добие голема популарност, например, 3 пати повеќе од другите, AI ви испракџа предупредување. Вашиот тим може да прераспредели буџет во тек, да промовира тој содржина, или дури да ја прошири областта на влижателот среде кампањата. Пример за тоа, Gymshark, брендот за фитнес облека, користи реално време AI табла за да ги прилагоди инвестициите во влижателите динамично. Ако некој нано влижател ненадежно стане вирусен на TikTok, AI тоа го означува и буџетот се пренасочува за да се зголеми досег веднаш. Ова ја прави кампанџата агилна. Не е само автоматизација, туку адаптивен маркетинг. Член 3. Конкурентско споредување, гледање на белото пространство. Друга предност на вештачката интелигенција не гледа само на вас, гледа и на вашите конкуренти. Да поставам прашање, колку од вас некогаш сте посакале да имате бинокул, за да видите какви стратегии за влижање спроведуваат конкурентните брендови? Сега веќе знаете. Платформи за вештачка интелигенција како Brandwatch и Hipsy ја анализираат социјалната сцена за да покажат со кои инфлуенсери работат вашите конкуренти, кои видови објави се промовираат, што ангажман генерираат тие објави. Ова ви овозможува да ги пронајдете белите простори, неисполнети креатори, преклопувачки публика и категории на влижателни личности, кои се недоволно искористени во вашата ниша. Например, Warby Parker, брендот за очила, директно до потрошувачите, користеше AI бенчмаркинг за да открие дека неговиот ривал, Luxottica, силно се подпира на мега инфлуенсери. Warby наместо тоа инвестираше во микроинфлуенсери во областите на животниот стил и благосостојбата, лукже со ниша доверба и доверба од публика. Резултатот? Поголема вклученост, помали трошоци и разликување на пазарот. Активен рамковен систем, контролниот список за проверка на вештачката интелигенција,
Айде сега да поминеме низ практичен рамки, чеклист со чекори за стратегиско проверувание на инфлуенсерите со помощ на вештачка интелигенция. Чекор 1. Дефинирайте КПИ. Започнете со вашите цели. Дали вашата кампанджа е фокусирана на свестност за бренд? Движте се обрагджай на веб страницата. Генериране на инсталиране на апликации? Продажба на производи? Различните цели бараат различни типови и платформи на инфлуенсери. Например, продажбите може би кеджее предпочитаат нано или микроинфлуенсери со длабоко доверие. Кампанджите за свест може би кеджее предпочитаат макроинфлуенсери со масовно достигнуванже. Стъпка 2. Анализа на публиката со вештачка интелигенция. Користете алатки како Spark Toro за анализа на публика на влијателот, а не само на самиот влијателот. Клучни прашања на кои AI може да одговори: каде се наоѓаат нивните следбеници? Што уште тие следбеници се занимаваат со? Дали 80% од нивните следбеници исто така следат вегански профили, блогови за родителство, страници за тргување со криптовалути? Оваа работа надминува предпоставките. Тоа е осогласување на публиката врз основа на однесувањето, а не на предпоставки. Корак 3. Проверка на автентичноста на содржината. AI скенира тон на насловот, теми на содржината и естетска конзистентност. Дали овој создател користи вистинска раскажувачка уметност или нивните објави се претерано промотивни? Дали нивните визуели одговараат на естетиката на вашиот бренд или ќе изгледа соработката неуместно? Чекор 4. Споредба на конкуренти. Дали вашиот конкурент веќе го користел овој инфлуенсер? Дали постои умор од публика или можете да се насочите кон сличен сегмент преку некого соседен? Студија на случај. Каспар Матрес користеше вештачка интелигенција за идентификување не само на влижателите за спиенџе, туку и на здравјето на спиенџето, подкастерите, по интимна содржина богата ниша. Резултатот? Зголемување на продажбата за 30% од кампанџа насочена кон влијателите преку подкасти. Договорување базирано на податоци, користење на AI за поставување на условите. Има уште една помалку дискутирана примена на AI во преговорите. Да речеме дека преговарате со инфлуенсер кој наплатува $5,000 по објава. Вашиот AI алат ви кажува дека нивната просечна стапка на ангажираност е 5%, но вашиот референтен вредност е 7%. Сега имате лост. На основа на вашите метрики за ангажман и нашите очекувања за учинок, предложуваме структура на надоместок базирана на учинок. Не преговараш емоционално, преговараш емпириски. Алатки како инфлуенс. Кои обезбедуваат индустријски референтни вредности за да не бидете слепи. Ова е преминут интуиција кон интелигентно ценонџе. Значи каде не остава ова? Искусната интелигенција не ја прави маркетингот на инфлуенсери побрз или поевтин, го прави поумен. Тоа ја претвора селекцијата на инфлуенсери во стратешка, податоци водена функција, каде што се спожуваат соодветноста, автентичноста и предвидливоста. Но не заборавајте, влижањето е се уште човечко. AI ќе ви помогне да најдете вистинските лугже. Но едносот, брифингот, соработката се уште се подпираат на вашата проценка, вредностите на вашиот бренд и вашата креативна насока. Во нашата следна сесија ќе ги собереме сите заедно, истражувајќи како да се мери ROI на кампанџите на влижателите со алатки за вештачка интелигенција, модел за приписување и метрики следната генерација. Додека не дојде тоа, запомнете. Правиот инфлуенсер не е секогаш оној најгласниот. Тие се тие чиј глас одекнува со вистинската публика во вистинско време на вистински начин. И се повеќе вештачката интелигенција е причината поради која ги наоѓаме.